И во овие услови во кои се наоѓаме, со многу предизвици околу пандемијата, со многу економски искушенија, некако не успеваме или незаслужено не доаѓаат во центарот на вниманието компаниите кои го одржуваат производството, имаат свој ритам, ги одржуваат своите економски и односи на размена со мокрите држави. Брако, компанија која е сместена во пазувите на Велес, 47 формирана, со два стечаи или два или три, веќе не памтам во моја новинарска професија, 94-та, 92-та, 2001-та. Беше југословенски бренд со така наречените Брако приколки и конечно, откако е успеано да се приватизира, Брако стана бренд на Македонија. И не само тоа, туку формира и деташира и своја компанија во Белград. Денове се појави во јавноста со две информации. Првата, дека е подготвена монтажната или болничките соби или како сакате еден мини комплекс за инфективната клиника и тоа благодарејќи на една норвешка да речем условно донација, но со бесплатно вложен труд на вработените од Брако. Таа екипа која е составена од умешни мајстори и млади инженери успеа тоа да го направи за релативно краток временски период, не знам дали е 14 или 16 дена. Потоа ќе разговараме за Брако за една друга димензија, а тоа е нивната метларка која има еколошка боја и која се пласира на светските пазари, но во Скопје не можете да ја видите. Првиот мој соговорник од Велес е Александар Наумов. Добро утро, Наумов. Добро утро. Како сте? Одлично, како сте вие? Благодариме за поканата во емисијата. Добар ден. Кажете ми сега докаде е болницата. Филмот го догледав, таму е заштрафено, подготвена ли е за дислокација и носење на локацијата близу инфективната болница во Скопје? Вака болницата е комплетно завршена и направена е примопредава, сега е во собственост на Министерството за здравство. Доколку понатаму има потреба за демонтажа, Брако компанија ќе изведи тој зафат. Така да сега во моментов сте во рацете на Министерството за здравство, а од наша страна е комплетно реализиран проектот. Сакате да речете дека може да се види веќе во близина на инфективна? Да, болницата е веќе и поврзана со инфективната клиника со топла врска. Јас Скопје не сум отишол ни тоа да го видам. За колку време успеавте тоа да го направите? Како изгледа една болница која треба да биде болница или како што ние велиме да е монтажна, мобилна и така натаму? Така, значи стануваше збор за проект кој што беше од стратешко значење за Министерството за здравство во борбата против пандемијата, која што веќе во цел свет е сериозен проблем. Рокот очекуван беше 20 на дена, но Брако, бидејќи го знаеше стратешкото значење на оваа болница, и даде сите напори ги вложи за да може овој проект да го реализира во што пократок временски период и успеавме за 14 на дена да предадеме во функција на Министерството за здравство. Колку соби или колкава површина нето има овој комплекс? Така, овој комплекс има 12 болнички соби, сека од нив опремена со 6 легла. Исто така во самиот комплекс се инсталирани тоалети, суш кабини, соби за персонал и така натака, и целиот тој објект е поврзан со топла врска со инфективната клиника, така да пациентите можат да се пренесуваат од овој комплекс до инфективната клиника преку затворени простории и ходници. Кој дел од динамиката на производството кој досега го бувате ви помогна во оваа монтажа? Во еден значаен дел вие работевте, да речем условно, и транспортери, лети и работевте на други метални конструкции? Така.
Брако е металопреработувачка индустрија. Во самото портфолио на Брако постојат и други овакви проекти со изработка на монтажни континери, како со друга намена, но искуството кое што го имавме во таа област ни помогне да можеме што побрзо да направиме конструктивно решение наменско за овој проект и благодарение на тоа искуство, но и ангажираноста на инженерскиот тим за добро и прецизно планирање на динамиката на работа. Бидејќи за да може еден проект во вака кратко време да се изработи, многу е битно да имаме прецизно и детално планирање на секоја етапа во процесот на производство. Со производната опрема која што имаме во Брако, а тоа е високо софистицирана опрема која што малку се користи во целиот свет за производство и обработка на метални конструкции, и мотивацијата на вработените, нивното целосно ангажирање, несебично ангажирање, давање 100% труд, успеавме ова така да го реализираме за краток период. Инженер Александар Наумов, Брако. Ај малку за Брако и за овие корона амбиент. Како тоа ве погодува, со оглед на тоа дека сега веле со одеднаш непредвидливо станува некакво жариште? Како се подготвивте за овие услови и на динамично работење под пресија дека треба да се чува и здравието? Така, значи, уште пред да се воведат овакви мерки на ниво на држава, при самата појава на коронавирусот во нашата држава, нашата фирма преземе превентивни мерки. Значи, се воведе задолжително носење на заштитни маски, ракавици, дезинфекција на објектите, препораки беа дадени до сите вработени да ги минимизираат приватните контакти со луѓето наоколу. Од друга страна, службените патувања беа укинати. Сите состаноци кои што беа предвидени се потрудивме да ги префрлиме да бидат онлайн, така да се минимизира тој контакт и комуникација со надворешната околина колку што е можно повеќе, а во рамките на фабриката редовно се прави дезинфекција, да се носат заштитна опрема и така натака. Секако, во мерките кои што ги воведе државата, како што се отсутство на по еден родител за чување на дете, потоа имаме задолжително отсутство на луѓе со хронични заболувања, лица кои што се во самоизолација заради контакт со некакво заболено лице, придонесува на намалување на капацитетот, бидејќи имаме одредена бројка на луѓе кои што од овие причини отсутствуваат и не присуствуваат на работа. Но како компанија се трудиме да го задржиме континуитетот на работа колку што е можно повеќе и бројот на работници да го задржиме, односно да нема напуштање на вработени и да останеме во континуитет колку што е можно подобро. Во вакви услови на внимателност, на одреден начин на прекина одредени релации со странските партнери и така натаму. Има ли кај Брако некоја фаза на преиспитување дали ќе може планираниот обем и физички и материјален да го остварите за оваа година која може да биде прилично драматична? Така, виде, во минатиот месец бележиме веќе пат на продажбата, бидејќи добар дел од клиентите ги затворија нивните капацитети, ги одложи, ги пролонгира испораките и така натака. Од разно причини бележиме пат на производството. За жал, никој не може, ниту големите економски експерти не може да предвидат како ќе се одвива оваа ситуација понатаму. Целиот свет е во дилема во која насока ќе се одвива, така да и што директно влие на економијата. Ние како Брако можеме да кажеме дека ќе даеме максимално од нас да задржиме континуитет на работа на производство, се со цел дели да се задржи бројот на вработените и со надеж дека што побрзо оваа приказка со коронавирусот ќе заврши и ќе можеме повторно се вратиме во нормала. Но во моментов не можеме да ги предвидиме конечните економски импликации кои што ќе бидат резултат на пандемијата. За сега сте сите мобилни, немате навестување или прогнози за технолошки вишок, за евентуално сменски работи, пола работат, пола не работат и така натаму? Значи, успеавме да организираме колку што е можно повеќе да има сменска работа, но тоа е во прва и во втора смена. Меѓутоа, луѓе да не присуствуваат на работа, за сега не е случај. Сите луѓе кои што можат да присуствуваат, кои што не се на отсуство заради мерките на владата, сите доаѓаат на работа и планираме да ги задржиме во фабриката. Сите напори одат во тој правец.
Инженер Александар Наумов, Брако, уште само малку околу вработеноста. 2018 имавте околу 484. Колку сега се вработени? Моментално во Брако се вработени околу 550 вработени. Така. И за сите за сега има работа? Или Да. а колку, чекате, рековте дека е намален физичкиот обем. За колку е намален физичкиот обем на производство? Значи, продажбата ни е намалена за некои си 30%. Во моментот фабриката работи за залиха, за некаков форекат кој што ги е даден од дел од клиентите, што од друга страна дополнително финансиски ни обтеверува фабриката со врзани каматни средства, средства за материјали и така натака, но и простор за складирање. Но сега за сега се обидуваме да одржиме континуитет во производството. Во главном работиме за залиха која што држиме кај нас во фабрика. Не така одамна имав една средба со вашиот собственик, до вчерашниот вице-премиер Кочо Ангишев, кој изборуваше за една значајна етапа на Брако во иднината на новите технолошки иновации. Тие се сега во фаза на подготовки или во фаза на стагнација? Предпоставам се разговарале за делот на комуналните возила. Така. Таму моментално се работи на развој на овие производи и да, интензивно се работи на развојот, немаме моментално стагнација на тој дел. Добро, Александар Наумов, ваш колега кој треба да ми биде соговорник, потоа треба да биде Иле Атанасов, режија, се надевам дека ќе ме поврзе. Уште еднаш само еден податок. Што прави Брако е една група или како модерно се вели холдинг. Зошто и како работи деташираната фабрика во Панчево, мислам? Така, моментално фабриката во Панчево работи делот на продажба. Само производството е таму веќе прекинато. Аха, добро. Заради корона условите или? Па мислам дека се збор за бизнис стратегија. Добро, ви благодарам многу. Тоа беше Александар Наумов. Уште еднаш ви благодарам што дојдете време. Ви посакувам да останете живи, здрави и мобилни и се надевам дека ќе поминеме. Да, поред. Фала ви многу. Иле Атанасов е вториот инженер од помладата генерација. Тоа е дете на Брако. Сега е човекот кој го води вториот сегмент кој практично Брако го валоризира низ светските пазари. Добро утро за Иле Атанасов. Добро утро за гледачите на утрински брифинг. Благодарам. Како сте вие? Добри, ја работиме. Се оженивте ли? Извинете, не ве слушнав. Дали се оженивте? Да, таа врска заврши пред 3 години од прилика. Па добро, и стрепите ли сега малку околу семејството со ова експанзија, да речем, на короната во Велес? Секако, дека сите сме афектирани од оваа состојба со коронавирусот. Пробуваме да применуваме максимални заштитни мерки за да се спречи ширењето на вирусот. Се грижиме за сите нас, за прво за фамилијата, нели најблиските, но и за сите вработени околу нас. Што станува со овој важниот сегмент на Брако во подготовката на жичените производи, на болничките кревети, помагалата за болници кои стануваат брендови за Европа, на јапонскиот пазар, Соединените американски држави и така натаму. Има ли тука застој, има ли тука некаква резервираност? Значи, во делот на медицинските помагала кои што ги произведуваме за сите овие пазари што ги спомнавте, нормално е во услови на оваква пандемија да има зголемена побарувачка на овие помагала. И тоа е нешто нас што ни овозможи да продолжиме да работиме во тој дел, помалку или повеќе со истиот капацитет. Дури во делот на медицинските помагала имаме и зголемена побарувачка, така да тоа ни овозможи да ги задржиме сите работници на своите работни места, да си функционираме колку што е можно нормално како што беше и пред пандемијата. Работниците си се исполнети со работни обврски, си земаат цела плата, така да во тој дел
сме во окей. Оној другиот дел што е со возилата, пак сега во услови на пандемија таму има намалена побарувачка, па дел од работниците нели ги прелоциравме во медицинскиот програм за кој што јас сум одговорен, а остатокот донесовме една храбра стратегија да не намалуваме број на вработени, туку во овој период дека трае кризата да работиме за залиха. Значи ние таму исто продолживме да произведуваме возила, меѓутоа тие се моментално се работат за залиха. Се разбира, тоа прави дополнителни потешкоти, треба да ангажираме да врземе финансиски средства, треба да даваме плати, меѓутоа сме убедени дека по завршување на оваа криза ќе имаме платман и ќе се враќаме во нормално функционирање. Само уште еден момент. За ова македонско-норвешката болница или тоа што вие го изработивте, ваши се креветите што ги ставивте таму? Да. Конечно, инаку подолго време, како впрочем и за метларките немаше простор на македонскиот пазар. Иле Атанасов, инженер Иле Атанасов од Брако, кажете ми што станува со транспортни таленти? Тие обично беа атрактивни, се користат за аеродромските транспорти, за во овие услови кога се е стокирано, се е замрено. Што правите вие? Стокирате резерви на тој план или имате уште нарачки? Да, количките, значи за аеродромски транспорт се најафектирани од оваа криза со вирусот. Значи таму нарачките се целосно запрени, производството е запрено во тој дел. Меѓутоа, како што кажав, ги релоцираме работниците на други работни позиции, така да тие си се ангажирани редовно и си земаат цела плата. Иле Атанасов, стана, малку начнавме тема и со вашиот претходник Наумов околу метларките или овие мобилни чистачи за улиците кои можете да ги видите најчесто, или тоа ја што го знам, низ Холандија и низ други европски престолнини, а не можете во Скопје да ги направите. За нив ли се работи за една технолошка иновација или новина која така начените литиумски батерии треба да се заменат со некои помодерни водородни или така натаму за кои ми зборуваше професорот Ангушев? Да, точно, да. Значи, моментално во рамките на Брако се произведуваат 3 модели од брендот на Green Machine, возилата за чистење на јавни површини, од кои два модели се на дизелски погон, а една машина е целосно на електричен погон, каде што извор на енергија се литиум-ионски батерии. Меѓутоа, ние ги следиме трендовите, дури не ги следиме, туку ние ги правиме трендовите, можем да кажам. Конкретно за електричниот свипер, прв пат е представен од Green Machine пред 10 години. Конкуренцијата тек сега по 8 или 10 години почнува да не следи, да прикажува електрични возила. Затоа сега ние одиме чекор напред, сакаме први да представиме возило на погон на горивни кели. Значи, кој е таму принципот на работа? Се користи инверзна реакција од електролизата. Значи, ако кај електролизата донесувате струја, па се разложува водата на водород и кислород, овде е обратен процес. Во возилото, во горивната келија се внесува водород, компримиран на висок притисок, и кислород од атмосферата, од воздухот, и на тој начин во горивната келија се генерира електрична енергија, која што потоа го напојува возилото. Тоа е нешто што сакавме да го прикажеме сега и на сајмот во Минчен, меѓутоа за жал заради пандемијата тоа е одложен. Јас упорно инсистирам на тоа дека гледам метларки такви слични низ Скопје, но не гледам вашите Green машини. Тоа имате некоја блокада или? Значи, во моментов ги пратиме ние сите тендери кои што се објавуваат и каде што има побарување за овој тип на возила ќе партиципираме. И се надевам дека во иднина ќе се смени таа ситуација, зашто повеќе од нашите машини кои што се
локален, наш македонски производ на кој што треба сите да сме горди да се поприсутни на улиците и да ја одржуваат јавната хигиена низ градовите низ Македонија. Ете, толку за таа логика купувате македонски производи, но се надевам дека барем ќе сватиме дека тоа што го имаме дома е и европски. Илија Атанасов, за крај, зошто сте вие дете на Брако? Значи, тоа е една подолга приказна. Значи, Брако е имаме уште од времето на моите студии, значи имаме изградено релации. Јас бев еден од најдобрите студенти во генерацијата во рамките на една локална фондација која што беше финансирана од Брако. Јас си добивав стипендија во текот на студиите. Потоа, веднаш по моето дипломирање, добив понуда за да работам тука во Брако. Можам да кажем дека тука го направив целиот мој развој на професионален план и така, значи тоа е една успешна приказна што веќе ова лето ќе направи 10 години. Добро. Ветеранин Ѓушев, додите на фудбалско игралиште да гледате Борес, бидејќи сте спонзори на фудбалската екипа и по подолго време Велешани имаат фудбалски клуб. Да, тоа е гордоста на Велес, значи секое слободно време да го користиме да ги проследиме на преварите кога на нашиот локален тим, да. Благодарам, тоа беа инженерите на Брако. Чувте една изворна слика, значи не директорите инженерите, непосредните креатори на производството, се разбира, зад нив стои една успешна менеджментска екипа, предводена од Кочан Ѓушев и од другите староседелци на Брако. Тоа бе Александар Наумов и Иле Атанасов. Ви благодарам и посакувам, и вас ви посакувам да истраете на патот на одржување на производството и во овие неповолни услови. Пријатно за двајцата и за Велешани. Благодарам и вам. Тоа беше мојот денешен избор. За момент само да се ослободиме од сите професори кои имаат екс катедра своји размислувања, да видиме една ваква непосредна слика. Штета што условите не принудуваат линковите да не можеме да ги користиме, но се надевам дека веќе од наредната недела екипата на утрински брифинг ќе биде целосно технички и кадровски во полн состав и ќе можете да видите разновидни и изразни телевизиски средства и понепосредна комуникација со гостите во студиото.